За граѓаните нема прекршочна, тоест нема кривична одговорност, да бидеме на чисто. Има предвидено прекршочна одговорност. Тоа значи понизок степен. Таму немате казни затворски, имате глоби, односно парични. Тоа е еден член. Во износ до 300 евра, така. Вика, глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противредност ќе се изрече за прекршок на физичко лице, граѓанин, значи, ако одбие прво да даде податоци што се бараат од него, или ако даде неточни, значи лажни податоци, во заграда упатува, видите на кој член упатува, на член 35 став 2. Ајде да го прочитаме овој член 35 став 2, што вика? Вика, член 35 став 2. Лицето отфатено со пописот, кој сте го примиле, значи, е должно на сите прашања во пописната апликација да даде точни и целосни одговори и да презентира документ од кој што може да се преземат идентификацијските податоци. Значи, кога веќе сте го пуштиле овој попишувачов, вие сте должни да одговарате. Ако не одговорите, може да ве казнат. Но не постои одредба која вели дека ако не го пуштите да влезе, ако полюби врата, дека вие ќе одговарате. Не постои таква одредба. Друго, што не им се кажува на граѓаните, дека во случај на ваква одлука не се овластени попишувачите да ве казнуваат. Не ми да мислите дека тоа ќе рече, оп, не ме пушти, дај 300 евра. Не е тоа така. Тоа се со години ќе траат тие постапки. Значи, во тој случај имате постапка за порамнување се вика. Тоа значи во закон за прекршоци стои одредба во член 15. Никој не сме да биде казнет за повикување или поттикнување прекршок. Ако јас ве повикувам и поттикнувам на кривично дело, да, ќе бидам казнет. Но ако ве повикувам на прекршок, не можам да бидам казнет. Значи, тоа отпаѓа. Од друга страна, кога ќе ви влезе попишувачот, вие веќе треба да му дадете податоци. Но пред да влезе, вас ве штити членот од уставот кој ви гарантира неповредливост на дом. Левица ви кажувам дека ќе организираме мрежа на адвокати кои ќе биде насловена бранители на народот. Ќе му даваат бесплатна правна помош во случај да го примат овој закон. Ќе ви кажам дека во историја на Македонија не постои човек кој бил казнет за непопишување. Не постои.